Само за момент, професорке. Добро, дали се слушаме? Се слушаме, да. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со професорката Билјана Ванковска. Инаку, веројатно, мнозина од вас знаете дека професорката Ванковска прва истрча во јавноста да каже дека е кандидат за председателските избори на Република Македонија, подкрепена со политичката партија Левица. Професорке, најнапред честитки за вашата кандидатура и ви пожелуваме успех. Благодарам. Кандидатура се уште е рано тоа да го наречеме, туку повеќе намера, бидејќи нели согласно законските прописи ќе станам официјално кандидат оној момент кога ќе соберам 10.000 подписи. Може би е коректно да кажеме дека прв намера да учествува на изборите изрази и колегата Вело Марковски, меѓутоа како независен кандидат или како може би некој кој ќе проба преку конвенцијата на ВМРО, бидејќи тој е член на таа партија. Меѓутоа точно е дека овој пат со поддршка на Левица, како што рековте, јас сум првата која го обзнани овој свој чин, да речам, пред целата јавност, така што овој пат се јавувам како некој што ќе биде поддржан од политичка партија, а одлуката е донесена преку сите партиски органи. Се сеќаваме ние пред 10 години вие излеговте да собирате подписи, нели? И не бевте успешни во тоа. Што се промени во меѓувреме во овие 10 години кај вас? Тоа се сеќавате, правевме тогаш доста разговори и потоа анализиравме. Мојата идеја во тоа време, пред 10 години, значи да ја вратиме и состојбата во Македонија, и светот, и регионално, и се што беше поинаку пред една деценија, тогаш намерата беше да фрлиме ракавица на системот, на државата, во смисла дали може независен поединец, интелектуалец, без никаква партиска поврзаност или организацијска логистика позади себе, да направи нешто што е предвидено со устав и со закон. На некој начин беше поставена хипотеза, ајде да видиме, да провериме. Проверивме дека системот е против независни кандидати и затоа мислам дека и мнозина од моите колеги тогаш и констатираа дека е тоа невозможна мисија и дури рекоа дека секој оној што би пробал сам да тргне на овој пат, себе се поставува во улога на политичка манекенка. Тоа беше, цитирам, значи тоа не е мој израз. Така што овој пат во разговор со Велам Левица, со нивната решителност, посветеност да успеат не само во првата фаза, туку да одиме посериозно и во вистинските избори, се договоривме дека овој пат со здружени сили можеме нешто да направиме. Објективните фактори, реков, се променија. Македонија е сега се што немаме. Во меѓувреме се случија толку драматични настани, какви што во 2014 јас не можев ни да претпоставам дека ќе се случат. Светот се промени. Сега веќе не знаеме дали да зборуваме за меѓународен поредок, меѓународно право, каде е Македонија, станавме членка на НАТО, меѓутоа не го добивме она што ни го ветува, како спокојство, економски прогрес, бизнисите ќе дојдат во Македонија затоа што сме членка во НАТО. Светот се промени. Сега Македонија мора да партиципира во акциите на НАТО.
Значи, многу контекстот е променет и мислам дека можем да придонесам во јавната дебата, во политичката дебата и да понудам некакви нови решенија за една крајно драматична ситуација. Добро, вие ја одбравте левица. Јас чинам дека од ВМРО ДПМН ќе биде професорката Гордана Силјановска, вашата колешка. И не само колешка, туку и можне блиска личност до вас со години наназад, нели, на Универзитетот Свети Кирил и Методија. И некои наши други слушатели имаат забележано, па и веќе се зборува во јавноста дека евентуално можете да излезете и да дебатирате со професорката, или пак еве второто прашање да види зошто не изнајдовте двете политички партии да истрчате заеднички со ВМРО ДПМН и Левица. И да почнем од второто прашање, поедноставно ми е да одговорам. Знаете, на политичкиот ринг или понудата што се прави, партиите се дефинираат идеолошки и покрај сета црна пропаганда против левица, која нарекуваат ултрадесничарска, националистичка, популистичка, фашистичка и не знам веќе како, тоа го прават овиот квази левиот блок, нели, на социјалдемократите. Мислам дека партиите имаат право да се представат себе со кандидати и со политики и со програми кои одговараат на нивната идеолошка ориентација. Јас и Левица се поклопуваме тука и без оглед дали сум ја во избори или не сум. Секој оној што ме следи, што ме чита, што ме слуша, ги знае моите отворени не само симпатии за партијата, туку јас себе се сметам за левичар од починот на сопственото раѓање, од работничко семејство кога ќе изникнете и местото во кое живеаме работничка населба, се уште сум тука. Така што сите мои корени, социјални, културни, политички, вредносни, се поврзани со тој слој од работниот народ, би рекла. Јас станав професорка, меѓутоа се надевам не станав господја и не се промени во тој поглед. Така што меѓу нас постои компатибилност, велам, помеѓу Левица и мене. Од друга страна, несомнено, јас и колешката Силјановска сме повеќе од колешки, сме ние и соборки, во многу години наназад, ако почнеме да одиме од референдумот 2004 година и се што следуваше, во многу ситуации ние сме биле на иста страна, што мислам дека е добро, затоа што сме покажале дека и покрај различните идеолошки позиции, секогаш сме знаеле дека Македонија е она што не поврзува, нели, оној национален, да речем, интерес. Јас тука немам никаква дилема по однос на незините ставови, меѓутоа таа себе јавно си ме декларирано како либерал, како човек со либерални сваќања, моите се левичарски. Мислам дека нашата евентуална дебата во текот на изборите би била, мислам, извонредна сцена за јавноста, затоа што двете сме професорки кои ќе разговараат на ниво, со аргументи, со факти, без навреди, без подметнување, така што мислам дека дури можеме да покажеме и нов стил на борба, која ќе биде достоинствена. Меѓутоа, должна сум да кажам дека до моментот, не само на моето објавување на намерата за, нели, трка на изборите, туку и до денешен, колешката Силјановска се нема изјаснето дали ќе се појави на конвенцијата на ВМРО, тоа ќе се случи на 2 март. Ние очекуваме во текот на оваа недела да се распишат изборите, ќе почнат да течат оние рокови за собирање потписи, ДИК ќе треба да се подготви и сето тоа. Меѓутоа, ете, таа партија одлучи својата конвенција да ја одржи многу доцна. Се разбира, нема им е лесно со таа машинерија да соберат, они всушност имаат 30 пратеници, можат само со потписи на пратеници да кандидираат кого сакаат. Меѓутоа, ете, ситуацијата е таква што ја не мислам дека сум некому одзела некое политичко право на битка, на презентација,
туку само го користам моето право, па ќе видиме народот ќе процени кој ќе биде подобар. Мислам дека би било многу интересно да се повтори ситуацијата, знаете, во Мексико ќе се одржат во јуни месец председателски избори на кои две жени ќе се соочат во тој финален круг и бидејќи е финален, Мексико ќе добие својата прва жена председател, така што ќе видиме, убаво би било да имаме жена председател. Така, се размислував повеќе време додека го водиме сега интервјуто околу некои мои кои ме следат од нашите на Фейсбукот и на YouTube, и вас и професорката Гордана Силјановска ве сметаат за шарени револуционери. Голема грешка, за жал, колку човек и да објаснува, не може да докаже. Постојат докази, постојат снимки, ние две никогаш не сме се одрекле од тоа, од нашето учество во нешто се викаше професорски пленум, односно борбата за автономијата на универзитетот против една реформа која беше според нас погубна, и јас се уште верувам дека тоа беше вистинската работа на која академската заедница мораше да реагира тогаш кога власта беше глува, затоа што ние ги исцрпевме сите претходни средства на апел, на укажување, на аргументација, бевме игнорирани. Меѓутоа, времето на шарената револуција мора да се разликува. Значи, од 2000 и тоа е есента 14 година, потоа 15, тоа е времето кога Заев оди кај Груевски му кажува дека има аудио снимки, овие, нели, бомбите така наречени. Македонија влегува во друга политичка криза и факт е дека професорскиот пленум беше киднапиран, да речам така, од луѓе кои се инфилтрираа. Значи, кога јас го видов Фрчковски таму, јас го напуштив пленумот, ја бев всушност првата која и го напушти професорскиот пленум, затоа што знаев дека веќе тоа не е тоа, дека тука веќе политички дали елементи. бевте, за да разберат слушателите, дали бевте на улица, дали фрлавте боја? Не. Значи, можат, јас ги повикувам сите тие што ме сметаат за шарена, да постојат снимки, постојат ова, нека ја најдат, нека ме заокружат, нека кажат, еве, Ванковска била таму, го правела тоа. Значи, јас лично за себе тврдам дека јас имам и колумни напишано и научен труд за шарената револуција како однадвор наметнат државен преврат. Тоа е мојата дефиниција за шарената револуција. Талјат Џафери со СДСМ беше заменик министер за одбрана. Со ВМРО ДПМН беше министер за одбрана. Вие која функција имате државна вршено? Ниту една. Ниту една државна, ниту една јавна функција во смисла, нели, на некоја друга државна институција. Добро, нели Талјат Џафери беше терорист и имаше закони за да се помилува? Склучениот договор помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ во 2011 година, летото, после изборите, резултираше со амнестија за сите воени злосторства. И деновиве имавме писмо од Советот на Европа, од комесарката за човекови права, која го повтори она што веќе, значи, толку години го повторуваме, дека воените злосторства не застаруваат и дека еден ден ќе мора да се процесуираат. Сега, за жал, тоа нема да биде некој или може би за добро, не знам, не меѓународен суд, туку тоа мора да го направи домашното законодавство и таа работа не застарува. Едноставно нема прошка за тоа. Зошто Ванковска е предавник? Учествуваше ли Ванковска во собранието кога се продаде името, кога се промени името? Што вие продадовте всушност? Што имате продадено вие? Што сакам за да разберат слушателите и гледачите што не гледаат. Од каде вие бевте во собранието, гласавте како пратеник? Видете, јас не завршив. 8 пратеници на ВМРО гласаја, ги носеја од затвор, другите беа на СДСМ. Сега зошто Ванковска е предавник?
А не знам, ако така мислат луѓето, нека си мислат. Мислам дека Не, се еве, тие јас ве малцинство. прашувам, јас сакам да ве прашам, зошто вие сте предавник? Бевте советник во во некоја локална самоуправа, бевте градоначалничка, бевте Ништото. пратеничка, бевте во која улога вие сте предале нешто? Па и сега, например, Јас имате и да сум право, сакала, да бидете да се кандидирате, да бидете кандидат. А дали ќе победите, мислам, тоа е големо прашање. Тоа ќе оставиме да решат граѓаните. Овие што се сега најгласни немаат аргументи, така што мислам дека и премногу значење им даваме. Мојата биографија е чиста, може да видат. Јас не можам лично да простам на политичка опозиција голема, која на денот на подпишување на Преспанскиот договор славеше партиски роден ден. Јас бев пред собрание, јас голтав солзавец, гласните жици се уште ми страдаат од тоа и можеби ако на моменти извучам поинаку, тоа е таа последица која не се жалам, меѓутоа моето место беше таму. Бев активна, хиперактивна, значи и кога беше прашањето на референдумот 2004 година, и овој 2018, и мобилизирав меѓународна поддршка од странски колеги, меѓу кои Милан Кундера, славниот писател, ни даде поддршка и многу други големи имиња. Јас не можев да замислам, знаете, правам една споредба, особено сега кога велат дека е левица ваква или онаква. Левица покажа, под наводници ќе ставам машкост, бидејќи не го сметам тој збор во на родова смисла, бидејќи и кај мене има машкост, ако сакате, во смисла на храброст. Меѓутоа, вие правите чин на бунт, на револт, ако треба и со чевелот ударајќи по масата, на сцената, знаеме дека се однесува на деловникот, не беше така одамна, додека пратениците на ВМРО, кога се случуваше целиот оној циркус, и со Преспанскиот, со промената на уставот, потоа, да не зборам наназад, стоеше настрана и викаше срамота е, срамота е. Зошто некој од нив вака не се втурна да направи барем гест на личен... на она пуч. Па стоја настрана, рекоа нема да учествуваме, ке викаме срамота, пуч и остана на тоа. Така што, видите, јас имам лично мислење, ова мое, дека и 2018 година лидерот Мицковски ја пропушти средбата со историјата, да беше вистински лидер, ќе излезеше на улица тој пред мене, бидејќи е многу повисок од мене и поголем маж, можеше да застане тој во првите редови наместо да слави роден ден. Меѓутоа, тоа беше избор на партијата, ја тука не можам да им се мешам, тоа е нивна работа, историјата ќе го памети тоа, дека обичен народ, јас се сеќавам дека стоев со десетина професори, сите бевме и повозрасни луѓе и се, Бога ми жестоко беше, едва и ме извлекоа од таа полициска гужва. Тоа се историски моменти кои не се забораваат. И јас бев таму, знам како беше. Знаете, така, мирисот на солзавец. Доаѓав таму. Меѓутоа, да не се вклучувам сега, да се мешам и јас во интервјуто. Вие, професорке, сега ќе треба да соберите 10.000 потписи и излегувате во не знам кој ден ќе биде тоа, ќе почнете спрема ДИК, да почнете да собирате потписи. Како тоа ќе го направите со македонците во иселеништвото во Европа, во Австралија, Канада, Америка, кога се знае дека пасошите од вчера, од 10 нели, повеќе не важат? Ова е една многу посериозна ситуација, одошто... Пак сте вие виновни за тоа? Не знам, еве нека кажат тие што не следат. Она што јас знам е дека огромен број на граѓани
koji se во странство од било која причина, дали за да работат, да си заработат за леп, дали да студираат, дали се на некакво семеен престој или што и да е. Сите тие луѓе се практично обезвластени, односно им се ускратени гласачките права, доколку немаат нови документи со Северна. Тоа е за мене скандалозен податок сам по себе и фрла сенка на легалноста на овие избори. Ние влегуваме во битка, ќе ги собереме тие 10.000 подписи со луѓето што се тука. На диаспората ќе сакавме да сметаме на денот на гласањето. Значи на 24 април, кога нели на гласачко ливче ќе се најдам заедно со останатите кандидати, меѓутоа сега и тоа не е известно, затоа што доколку вие од било која причина не сте биле во меѓувреме во Македонија, не сте го промениле пасошот, лична карта, односно ако имате важечка лична карта може и ќе можете, меѓутоа сериозна е ситуацијата, еве дури ми се чини терор се врши врз граѓаните, да постои една хаотична ситуација, особено сега дури и со регистарските таблички, знаете што се случува. Тоа е нешто заради кое ние протестиравме во 2018 година, знаејќи, предвидувајќи кои ќе бидат реалните последици. Меѓутоа, мнозина не ни веруваат. Тоа е што е. Сега, велам, 10.000 подписи, мислам дека сигурно ќе бидат собрани со организацијската нели поддршка и на левица, меѓутоа и на многу луѓе кои се независни, сметаат дека заслужувам нивната доверба. И ќе видиме како ќе биде ова, меѓутоа сите сценарија се отворени овде. Пасошите ќе имаат ли некаква предност албанците во однос на македонците, бидејќи 200.000 албанци се во Европа? Видете, дури и за нив, не знам, знаете што е, работава е дека луѓето може да дојдат во Македонија со тој патен лист што ќе го добијат од амбасадите, за кои ќе треба да патуваат до градот каде што се наоѓа нашето дипломатско представништво, што е трошок и така натаму, дека не живеат сите во тие главни градови. Па ќе отидат само министрите, овие што се како Бујар Османи, како вице-премиерот. Видете, ќе им дадат ливчиња со кои тие ќе можат да дојдат. Се поставува прашање како ќе се вратат, бидејќи Министерството за внатрешни работи има само неколку машини за изработка на документите, бидејќи вие на патот назад не може со ливче да патувате. Границите се отворени во Косово и со Албанија, што како ќе заминат? Ќе се вратат. Тоа е веќе друг, тоа е прашањето на двојното државјанство. Тоа е испланирана нивна агенда. Наше е да се бориме, особено ако имаме осет, чувство дека нешто такво се подготвува, тогаш, видите, на председателски избори албанскиот, да речам, глас ќе биде можеби пресуден во вториот круг. И тогаш ќе се постави прашањето дали повторно тој, да речам, не го сакам зборот контингент, меѓутоа како по некаква етничка инерција или директива или како да го наречам, ќе се мобилизира тој дел од народот, додека ние ќе се караме кој е предавник, кој не е и разбирате, место да одбереме кој кандидат нуди подобри решенија за ова дно во кое тоне Македонија. Добро, еднаш ќе се надмине таа партиска послушност? Тоа е сериозен феномен кој постои 30 години. Не само партиската послушност, туку и етничките партии. Вие знаете, левица во дел од својата програма има внесување забрана на формирање на етнички партии, на чисто етнички партии, бидејќи тука сме наши наспроти ваши. И нема идеологија, нема политика, туку има, како да го наречам, не знам, феудален систем на нашето наспроти вашето, што Македонија... канонизација. Апсолутно. Тоа е процесот на федерализација започнат, ако не се спречи, тој може само да прогресира. И тоа во еден регион како нашиот,
Ако не се држиме заедно, не знам што би се случило. Многу сценаријата сигурно не се добри. Ајде да слушнеме вашето мислење. Кога ќе можете да знаете дека собирате подписи, на кој датум? Па, според она што мене во моментов ми е познато, за неколку дена, може би на 14, ќе треба да се распишат изборите, па потоа следува 10-дневен период во кој канцелариите на ДИК во општините ќе се отворат, што значи дека сите граѓани ќе можат таму на лице место да поидат и да го дадат потписот за оној кандидат кој ќе биде во процедура. Самиот процес трае 2 недели, треба да се соберат 10.000 потписи, следува процес на верификација, на проверка дали е се во ред, бидејќи еден граѓанин може да даде потпис само за еден кандидат. Не може, ми се допаѓаат двајца, па ќе им дадам на двајца, тогаш и двајцата не добиваат ништо. Така што некаде до почетокот на март ќе знаеме колку мина ќе се најдат на гласачко ливче на 24 април. Сметате ли дека оваа кампања или овие избори ќе бидат онака како што треба да бидат демократски, без пушкарање, пиштолење и употреба на митролези? Ние тоа го знаеме, се сеќаваме. Еве и сега видовме куршуми пред вратата на Таравари, па имаше пукање во нодзете на некои во Чаир. Веќе започнаа тие, како да кажам, тие пресметки. Ќе има ли демократски избори или повторно луѓето ќе се кријат дома како поужави од страв? Јас не знам веќе што имаат луѓето да изгубат, затоа што верувам дека ако и не ги повикуваме на некакви радикални методи, тогаш најрадикалната работа е да излезат од дома и да дадат потпис, да гласаат и слично. Оваа пресметка во албанскиот блок е борба за власт, веројатно чувството дека Дуи може би е ранлив, па сега оваа здружена опозиција, која себе замислете се нарекува европска, а нуди феудални, некои назадни рецепти за Македонија. Јас не би се мешала во тој дел, бидејќи очигледно таму прашањето на закани по живот е сериозно прашање и дефинитивно остава црна дамка врз целата држава. Но и Бидејќи не може државната некој изборна да ви комисија. ветува. Апсолутно, некој да ви ветува европски вредности, ама по пат на насилни методи. Даде со Тоа пукање. Да, тоа е А сериозна пак, работа. еве, не е комплетна и државната изборна комисија? Не е комплетна, тоа е точно, исто едно делче околу постојат, значи не се почитува законот и повеќе се, знаете, од секогаш сум мислела дека државната изборна комисија треба да биде професионално тело избрано на конкурс, не по партиски клуч. Сега ние имаме практично партизирана државна изборна комисија во која се вели од овие толку, од тие толку и тие имаат клуч партиски. Сега вие имате тренеро, например, на Манчестер Сити, да игра Манчестер Сити со Манчестер Юнајтед и Гвардиола да навива за Юнајтед. Па сега... Убаво погодивте, јас сакам фудбал, така што незамислива ситуација во професионалните кругови, да речам. Да, сега тие нивни представници сакате вие, односно ние сите сакаме да биле изборите како што треба демократски. Добро, одиме понатаму, ајде да го опишеме Талјат Џафери прво влезе во собранието како пратеник од терорист, нормално, како пратеник 2002 година влезе, па потоа беше заменик министер за одбрана, па министер за одбрана, па председател на собранието на Република Македонија и сега е технички премиер, што нема, мислам, нема врска дали е политички или технички, сепак е премиер на Македонија.
Ајде, јас ќе вратам и Чекор два наназад во неговата неславна биографија. Тој е човек кој два пати дезертирал од воена организација, од војска, еднаш од ЈНА, еднаш од АРМ, па потоа следуваше неговата кариера на командант, па сето тоа што следува. Вклучително морам да кажам со големо жалење дека дури и мојот факултет на својот 100 годишен јубилеј на филозофскиот факултет и основањето на УКИМ, првата плакета за благодарност за придонес му ја додели на Талат Џафери како председател на собранието. Ако ме прашате, професорке, дали вие сте добиле некаква плакат или благодарност за 40 години работа на универзитетот, ма ќе ви кажам не. Значи, Талат е позаслужен, дури и за науката. Ова го правам за да покажеме какви апсурди се случуваат. Меѓутоа, тоа е резултат на она политичка одлука за амнезија. Значи, не само амнестија, туку амнезија, односно заборав, ставање под чергиче или настрана на сето оно што се случуваше 2001 година. И секој оној што ќе се обиде да го отвори тоа прашање, го сметаат за албанофоб, за националист, за некој што не и мисли добро на Македонија. Меѓутоа се покажува дека на онаа народната, знаете, дајте прст, па отиде целата рака и така, значи принцип на неказнивост, принцип по кој луѓето дошле до одредени функции не затоа што покажале политички или други квалитети, туку едноставно затоа што им се може. Дуи од 2022 година е фактички kingmaker. Вашите слушатели добро знаат што тоа значи. Тоа е оној клучниот фактор кој всушност си ги менува ВМРО и СДСМ како пар чорапи. Па смени ги едните, меѓутоа тие се фиксните, тие остануваат они. Сега велам, битката се води во тој албански блок околу евентуална промена, меѓутоа јас би сакала да видам демократска понуда од албанскиот блок која би била на линија на едно единство, заедништво, граѓански концепт, не етнички, не федерален. Ќе видиме. Талат Џафери ги доживува своите, можеби, најславни минути на таа некоја своја политичка кариера и тоа го користат за предизборно. Значи, еве првиот албанец, она што страшно ме разочарува, бидејќи разговарам со вас и како новинар, меѓу другото, беше однесувањето на новинарите од Косово особено. Има неколку, еден од нив лично го познавам, сме соработувале во некои проекти за воените злосторства да не останат заборавени и така натаму. Тој беше првиот што ја добио на вратоврска на Талат со крајатари, министер, со навезано дека албанец е премиер и слично. Значи, паѓаат на такви големоетнички агенди и еуфорија да тоа е страшно. А при тоа имаме влада која е противуставна, затоа што техничка влада во Македонија не постои, не може да постои според уставот. Се повикуваат на пржинските закони и договори, меѓутоа тие се противуставни. И за толку време ниту уставниот суд реши да отвори предмет по тоа, може самиот да отвори постапка, ниту ги прифати иницијативите што беа прифати. Така што ние живееме како во некоја замка, така што моето мислење е дека ако радикално мислам од оздола, од корен, не се променат нештата, ние за некоја година ќе се најдеме во слична ситуација, ама полоша од денешната. Професорка, често пати сум бил напаѓан јас како новинар и историчар дека имам забелешка што јавно зборувам дека до ден денес ние си ги вадиме очите и си забиваме ножови во вратот и во грбот. Додека јас немам слушнато ниту еден албански интелектуалец да излезе на телевизија и да нападни некој од албанските политички партии
она што се прави помеѓу нас, кај нив не се случува. Вие се сеќавате на некој интелектуалец, на некој професор, на некој учител, даскал, на што било, да, например, да каже, да рече, ова нечини што го направи Касами во Тетово, што ширеше големи албански карти, без македонската химна, без Со македонското Албер знаме. Курти, да. 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 Имате слушнато некој албанец да нападне нешто, Па да видите, еден да од искритикува? Има еден од што ми паѓа на памет, што е критикува, ја познава албанската политика многу подобро од нас, затоа Харедини? што не, Зеколи. За Да, за Джевдет Хајредини можам да кажам секоја почит за неговите директни, без ракавици. Човекот е во години, повлечен, меѓутоа преку социјалните мрежи, преку Фејсбук, знае да погоди во центар и јас навистина го респектирам тоа. Мислев на Зеколи, Нарсим Зеколи, кој е исклучително интелигентен човек, кој ги критикува албанските партии, меѓутоа останува албанец. Значи, од таа позиција, него, ја барем не сум го видела да зборува во некој поширок контекст за заедничката татковина Македонија, нели? Да. И има ужасни работи напишано за многу наши македонски интелектуалци, па и за мене, за професорката Чулавкова, например, работи што ми е недолично и да ги повторам, Да. вака јавно кажано. Така што тој негов интелектуализам е албански. Така. Професорка, при вашата промоција за кандидат на левица чувме за Бермудскиот триаголник. Во која е фатена Македонија? Можете да објасните оваа метафора за нашите слушатели? Да сум ја објаснувала повеќе пати. Последниот научен труд што излезе минатава година во декември, баш го носи тој наслов и достапен е значи онлайн и на македонски и на англиски јазик, може да се прочита. Зборувам за научната аргументација. Меѓутоа, она пластична, за блиска за граѓаните, мислам дека вчера ја долови најубаво Ласко Ѓуровски, кој нацрта една илустрација на Македонија која тоне, а одоздола како тегови висат трите договори. И тоа е всушност сето она што јас со зборови се обидувам да го кажам, тој со една слика го кажа, тоа е споделено на мојот Facebook профил и вчера доживеа навистина така една да речам сензација, беше споделувано, разбрано. Луѓето разбраа дека на таа слика не постои устав. Разбирате, нас не влечат доле вон уставни наметнати договори, што со оружје, што со сила, што со странско посредништво, што во име на некои други вредности. И тоа се Охридскиот, значи јас одам и хронолошки. Без Охридскиот немаше да биде можен преспанскиот, односно прво бугарскиот, потоа преспанскиот. Ние се заплеткуваме во мрежа и Тиранската платформа? Тиранската платформа е веќе нешто што е, како да речам, надградба на Охридската тема, бидејќи тие никогаш не прифатија дека таа рамка е затворена, туку флексибилна, па можеме да ја растегнуваме, да ја шириме, сега имавме и приштинска некоја слична, да речам, комбинаторика. Да. За жал ќе кажам, за 20 на години не успеавме да ги надминеме тие тешки времења и младите генерации веќе, знаете, растат со сосема поинаква представа за државата во која живеат. Јас имам и студенти албанци и други. Имав неодамна дипломски труд на девојка од Тетово, македонка по националност, и темата и беше за споменито 2001-та помирувањето, односите меѓу заедниците и така. Значи, за тие деца, јас ќе ги наречам, иако се возрастни луѓе, тоа е нешто, вели, почнува дипломската со темата. Јас не сум била родена кога тоа се случило, ама јас сега разговарам со родителите, со баба ми, дедо ми и слушам. Тие на училиште не учат за 2001 година. Така што е тоа нешто, навистина, што остава простор секој да си го толкува како сака,
а излегува дека ние не да е тоа рамка, туку тој веќе балон некој кој се шири, кој се интерпретира, преспаја, живееме во моментов со сето овој хаос околу документите, околу сето понижување што го минуваме. Ова со Бугарија очигледно не е завршено и ќе биде на дневен ред ако се дозволи веднаш по изборите. Мојата позиција тука Така, принципиелна покрај овие е сили и харибди, како вие ќе се снајдувате, што ќе понудите, што ќе сторите? Ова ги наброивте вие овие ги тештини набројав, кои се така е, навистина тоа е не се повеќе рипа, диагноза. да, не Да. се рипаат со стап како некое поточе или бара. Видете, ќе бара храброст, ќе бара решителност. Она што е моја позиција како, да кажам, радикален лек е раскинување на договорите. Бугарскиот е наедноставен, бидејќи во самиот договор си има една многу Пишува. едноставна клаузула, само треба да се постапи по неа. Така што тука никој политичар нема изговор, па не може по ова, па она. Не, си има, значи таму сме дури и како две еднакви страни кои се именувани. Преспанскиот знаете дека не го користи дури ни нашето име. Да, втората Меѓутоа, и од страна. втората страна сме. Меѓутоа, дури и во Преспанскиот постојат основи правни и, значи, никој не може да ме убеди дека еден меѓународен договор е поважен од нечи устав и право на самоопределување. Така што постои, ако грците можеа да не почитуваат едновремена спогодба, па пресуда на Меѓународен суд на правда, зошто ние се колнеме и, знаете, понижувачки е кога оди министер кај грчка амбасадорка за да ја замоли да пренесе дека ние не можеме да стасаме со пасошите. Па сега Грција ни се меша во сувереното право да ги известува сите 190 и нешто држави, немојте овие да ги примате со нивните истечени пасоши, иако се тие валидни пасоши. Дури и печатот на Северна го носат на задната страна. Тоа покажува подаништво кое владее во моментов и јас решив дека ракавиците се извадени, дека ќе отвараме табу теми, ќе нудиме радикални решенија. Ако народот верува дека ова им е добро, нека си гласа за овие што се држат до словото и духот на договорите. Јас мислам дека вака како што сме тргнали, она малку што остана од Македонија ќе потоне. Добро, да одиме по натаму. Со оглед што на тоа што партијата што ве подржува ја оквалификуваат или велат за левица дека била ултрадесничарска, национална, радикална, па ваква била. Дали мислите дека ќе се соочите со некоректна кампања? Еве прво ова верувам дека ви е интервју, нели? Не, имав за 24 вести пред неколку дена на телевизија во Македонија. И одма се јавуваат ботовите да ве критикуваат дека сте шарена, дека сте предавничка, дека сте не знам што, само да ве деградираат. Дел од фолклорот. Нема тоа да ме обесхрабри. Значи, околу мене, надвор од тие луѓе, постои една толку позитивна атмосфера, што не можам да ви опишам. Особено студентите, младите, и сето тоа ми дава многу позитивен еден елан да продолжам во битката. Немам намера да се осврнувам на овие вакви провокации. Инаку, мене ме интересира, сакам да подпрашам уште едно подпрашање. Ако партијата е лево ориентирана, вие сте лево ориентирани, од каде ве сметаат за националисти, за ултра дури десничари? Пропаганда. Пропаганда и тоа токму оние кои велат дека сме ние шарените, видете ги телевизиите на кои години наназад е забрането присуството на представниците на левица, не зборам за мене, па ја не сум, знаете дека ме нема по медиуми,
Дури уредник на телевизија кој вика Апасиев нема да стапне во ова студио додека сум јас директор и така натаму, што е кршење на политичката слобода на представување. Сега тоа нема да можат да го прават за време на председателските избори, затоа што секој кандидат ќе има еднакво време за представување. Не очекувам да бидам многу добре дојдена, ќе има напади и од тука, знаете, затоа мојата проекција е дека ќе бидам напаѓена од сите страни. Кога велам сите, мислам на десниот патриотски фронт, на левите квази-левичари, на албанските партии, кои ќе ме презентираат како националист, и Калето. Односно, верувам дека веќе сега работат на мојата биографија, која сум, што сум и така. Им дадов екстра работа со моето појавување. Така што немам проблем сама против сите ако треба, ама мислам дека македонецот, мислам обичниот човек ќе ме разбере, ќе го допрам и дека ќе имаме резултат кој мнозина ќе ги изненади. Така, вие изненадивте со сонцето кое е зад мене, кога ветивте дека ќе купите шал и вистина го направивте тоа. Сакам да ве прашам, дали, избрани сте за председател на Република Македонија, дали ќе го користите уставното име Северна Македонија или ќе го историското име ќе го користите Македонија? Јас ќе направам се за да се држам доследно како и досега. Ако јас во 2000 и која беше 20-21 објавив во Оксфордска енциклопедија дел за Македонија, бев поканета да учествувам и мојот прв услов до уредникот беше, бидејќи ми рекоа смислете наслов, меѓутоа прво треба да оди името на земјата, например Србија, тоа и тоа, или... И јас му реков, прифаќам доколку името биде само Македонија, Маседонија на англиски, нели, не ни Репаблик. И човекот беше многу коректен да ми одговори, па не сум ја Грк да ви правам проблеми, пишете си го името како сакате. Така што до овој момент јас немам објавено нешто во кое се користи Северна, освен како објаснување дека името на ова е со сила сменето и така натаму, значи, меѓутоа јас лично користам само Маседонија и така натаму, ако треба правам и акробации само да не го изговорам тоа Северна. Ако народот ве избере, официјално сте председател. Видете, официјално се тука, знаете, овие што ситничарат, сега ќе почнат каде работиш универзитетот, ти пишува... платата ја земаш Северна. Платата ја земаш, личната карта ти пишува и така натаму. Значи, можат да те ловат на такви работи. Меѓутоа, сите овие што веруваат дека овде постои желба да се промени работата, ќе знаат дека сето тоа е времено. Сето она што на неправен начин е донесено, а Преспанскиот договор е неправно, дури без подпис на председател на Република. Кога јас би била председател на Република, јас затоа и му замерувам до некаде на колегата Иванов. Колега, велам, затоа што заедно студиравме, бевме иста генерација. Тој мораше таа работа да ја дигне многу повисоко и да ја направи од тоа случај, уште кога беше јасно дека се подготвува. Тој во последните месеци навистина направи се што можеше, меѓутоа беше веќе предоцна. Така што само малку верба и трпение дека оној нов човек кој решил да игра радикално и да прима, дури ако треба и закани. Јас тоа го реков многу искрено и отворено, дури во овој интервју што го дадов пред некој ден. Нема да се исплашам дека ќе ми гурнат авионот, дека ќе ми направат нешто. Ако треба да загинам, тоа е сега, што да правиме, па нека... Професорке, загинале многу за Македонија? Па сега, јас сум си доживеела 64 години, може би толку ако ми е пишано, нека ми биде пишано, меѓутоа јас кукавица не сум.
тоа нека си го знаат и ово отворено го кажувам затоа што знам дека ќе не слушаат, ќе не анализираат и слично. Значи, кај мене нема компромис по некои прашања и тоа е она што ме охрабрува кај левица. Знаете, ја кај ни една друга партија не видов, ја бев сведок на протестите против францускиот предлог пред владата, после пред собранието. Знаете кој се фрлаше на оградите и кој правеше она со полицијата, додека некои други дава интервјуа во позадина, а потоа станаа да играат оро и да пеат македонски патриотски песни, патетично. Нема тука патетика. Времето за патетика и за ронење солзи за Македонија помина, сега е време за борба за Македонија. И јас ветувам и мојот слоган е практично, ако го видите и Facebook профилот и другите социјални мрежи, е во борба македонски народе. Тоа е. Значи, Ако ветувате... се веруваме, ако сакаме да се бориме, да се бориме. Ако сакаме да виткаме кичма, има други алтернативи и нема да биде Билјана Ванковска. Професорке, ветувате дека ќе работите силно на поништување на преспанскиот и бугарскиот? Апсолутно. Прво бугарскиот. Прво бугарскиот, зашто е наједноставен и најургентен, би рекла, во моментов во однос нели на ова натегање, сме почнале преговори, не сме почнале преговори и така натаму. Тука крајна приказната. Вие како историчари добро знаете што значат така наречените протоколи на историската комисија и колку тие не обврзуваат дури по сила на некаков меѓународен квази документ. Така што тоа би била првата работа, а потоа и се ова што го реков досега. Ајде да го завршиме интервјуто, веќе бележиме 40 на 45 минути. Кои се вашите гледања за диаспората, за нас, селениците кои сме Австралија, Канада, Америка? И на некој начин сега сме исфрлени од сите политички партии. Никој воопшто не спомнал нас, па ниту не посетил овде во... Ќе ве спомнат сега, пригодно време за избори, сите ќе спомнуваат, ќе спомнам и јас, се разбира, мојата програма е готова, се разбира нема да ви ги кажам деталите, бидејќи ќе чекам да дојде време еднакво сите да си презентираме. Јас имам еден посебен проект предвидено, кој се однесува на диаспората и само ќе кажам една реченица во однос на него, дека според моето сознание, па ако сакате и лично искуство на мајка која родила 3 деца, а не и се дома, јас сваќам дека постои така наречена стара, не, да не ме разберете, не во смисла на возраста, туку на корените, на традициите, бидејќи Македонија била печалбарска земја, иселеништво, нели миграција, со векови од сиромаштија, од економски причини, од секакви, како што нашите се раселувале. Меѓутоа, сега младава генерација, која заминува тука, уште индекс кога ќе земе Враце или со прекрасно образование и се, ние имаме капитал човечки расеан по светот како бисер. Како бисери, вака, треба да си ги собереме и нишка да си направиме од нив, така што моето гледање на диаспората е како на силен фактор кој нам ќе ни помогне во земјата од една многу тешка ситуација да се извлечеме. Професорке, дојдовме до крајот. Ви благодарам многу за времето, за ова што го кажавте, вашите ставови, оноку колку што вас ви дозволува вашата програма, нели, за јавноста да кажете на почетокот. И уште еднаш ви пожелувам успех во кампањата и во надпреварот. Ви благодарам многу на брзата реакција, на коректниот разговор. Еве, отворивме прашања и кои нашите следачи ги заслужуваат, одговорите и оние што ме сметаат за ваква и онаква. Јас не бегам од тоа, благодарам за можноста да одговорам на сето тоа. Па ќе имаат можност и понатаму да ме следат и верувам ќе имаме и понатаму соработка како и досега. Уште еднаш имајте добра вечер, добар ден, добро утро, кој од кај не гледа. Морам да додадам уште една реченица, ќе ми простите и вие, слушателите и гледачите. Многу бегаат од моите прашања. Кога ќе кажам дека Талјат Џафери беше терорист,
беше во пратеник, беше заменик со СДСМ, министер за одбрана, беше министер за одбрана со ВМРО ДПМН, беше председател на собрание, сега е премиер и не сакаат луѓето да одговорат на вистината, туку ќе речат Ицо, ти си тој предавникот, јас сум бил предавникот. Видите, сега нашето оружје е вистината, фактите. Така што јас само еве да завршам со една моја омилена изрека на Џорџ Орвел: во време на општа измама, кажувањето на вистината е револуционерен чин. Така што ако ги кажуваме нештата како што се, кола спајта спајт, тоа е тоа, па нека не нарекуваат како сакаат. Добро, Благодарам уште еднаш. до слушање уште еднаш и се најдобро. Пријатно.